Време за дневникот на К1. Политика, економија, култура, живот. И во овој дневник обработуваме повеќе теми. Што се денеска беше актуелно, ќе погледнете веднаш по настаните. Останете со нас. Врачени уверенијата на градоначалникот и советниците во општина Чашка. Ќе укинели власта акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Анкетираните велишани сметаат дека акцијата е благородна и треба да продолжи. Договорот со Македонија пред бугарските пратеници. Владата на Бугарија треба да гласа за предлогот за ратификација за добрососедство со Македонија. Жители на Демиркапија и Демиркапиското село Чифлик изразија незадоволство поради изградба на хидроцентрала со моќност од 320 киловати на реката Дошница. Рекоа дека се работи за тотално економски неоправдана и несоодветна инвестиција. Еколошкото друштво Еко Чифлик побара од новата локална власт подитно да превземе чекори во рамки на своите ингеренции. Незадоволство поради изградба на хидроцентрала со моќност од 320 киловати на реката Дошница изразија жителите на Демиркапија и Демиркапиското село Чифлик. Рекоа дека се работи за тотално економски неоправдана и несоодветна инвестиција. По течението на реката се наоѓаат главниот извор за снабдување со вода на селото, како и многу други бунари во Чифлик и Демиркапија. Не сме сигурни дека ќе биде почитувана одлуката за предвидениот минимум на вода, кој според закон е пропишан да се остави како вода во реката. Со тој квантум на вода ќе се наруши сиот биолошки свет на самата река, во која има пастрамки, мренки, ракови и друга биофлора, рече Илија Ѓоргиев, председател на еколошкото друштво Еко Чифлик. Изградбата нова хидроцентрала да биде со времена мерка стопирана. Еко друштво Чифлик од село Чифлик има поднесено петиција на 11.11.2016 година до бившиот градоначалник на Демиркапија, со подпишена од голем број на жители од Чифлик и од Демиркапија, со укажување да се со цел да се испита одлуката за доделување на градба на овој објект. До ден денеска немаме ништо добиено. Еколошкото друштво Еко Чифлик побара од новата локална власт подитно да превземе чекори во рамките на своите ингеренции, да ја стопира одлуката за градба, да направи комплетна ревизија на сите дозволи кои се добиени од државата, се со една единствена цел да не се дозволи изградба на оваа хидроцентрала на тоа место. При тоа се побара од општината да им се презентира деталниот урбанистички план за Демиркапија и селото, по законот за води да се одржи расправа со целото население за да се види какво е расположението на народот. Ние жалиме што инвеститорот 3 години не најде за сходно да свика состанок со местното население. Мислиме дека ќе наидеме на разбирање кај општинските институции и по правен пат ќе ја бараме правдата за овој проект да не биде реализиран. Го повикуваме инвеститорот на разговорот да го слушне нашето расположение, додаде Ѓоргиев. Горан Стојановски од коалицијата предводена од СДСМ ја превзема функцијата градоначалник на општина Чашка. Општинската изборна комисија Чашка врз основа на конечните резултати од спроведените локални избори ги додели и уверенијата како на градоначалникот, така и на новиот состав на Советот на општина Чашка. Општина Чашка доби нов градоначалник и нови членови на Совет. Општинската изборна комисија врз основа на конечните резултати од спроведените локални избори ги додели уверенијата на новоизбраниот градоначалник и на новиот состав на Советот на општина Чашка. Официјално, Горан Стојановски од коалицијата предводена од СДСМ ја превзема функцијата градоначалник на општина Чашка. Тој на присутните им ги честита мандатите на членовите на Советот и им посака успешна работа во престојниот 4-годишен мандат со цел заеднички да ги исполнат ветените проекти пред жителите на општината. Посвеченото доделување и приемот на уверенијата беше конституиран и Советот кој ја одржа првата конститутивна седница на која беа верифицирани мандатите и беше избран председател на Советот на општина Чашка.
За председател на Советот со мнозинство гласови е избран Фемих Белуров, кој доаѓа од коалицијата Заедно за подобра иднина. Инаку новиот совет на општина Чашка број 11 членови, од кои 4 од коалицијата предводена од СДСМ, 3 од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, 2 од коалицијата Заедно за подобра иднина и 2 од ДУИ. Во рамките на спроведувањето на програмата за одбележување на празникот на општина Неготино 8 ноември, денеска се одржаа неколку настани, меѓу кои турнир во голбал на кој учествуваа лица со оштетен вид, 8 ноемвриски трки за ученици од основните и средни училишта. Настаните околу манифестацијата продолжуваат и утре, за кога е закажана и свечената седница на градскиот совет. Мартина Митков со деталите. Традиционално секоја година поред во рамки на спроведувањето на програмата за одбележување на празникот на општина Неготино 8 ноември, во спортската сала на општинското основно училиште Страшо Пинџур се одржа турнирот во голбал на кој учествуваа лица со оштетен вид. Настанот е во организација на општина Неготино и Сдруженијето на слепи лица од Неготино, а учество на турнирот зедоа 3 екипи, и тоа од градот Домакин, Струмица и Кавадарци. Станува збор за специфична и мощна напорна игра, во која сите учесници го даваат максимумот за да постигнат подобри резултати. Секој пат во пресрет ни излева општина Неготино да учествуваме во нивната програма. Така да земавме учество три регионални екипи, тоа Сдружение на слепи лица на град Неготино како домачин, Сдружение на слепи лица на град Кавадарци и Сдружение на слепи лица на град Струмица. Како секоја година, така и ова, значи успешно и благодарни сме му многу на градоначалникот што и оваа година учествуваме по повод ослободувањето на градот Неготино. По завршувањето на надпреварувачкиот дел, градоначалникот Тони Делков на најуспешните екипи им додели признанија, им се заблагодари за придонесот во прославата на празникот и им посака учество и на други вакви и слични турнири и остварување на резултати со кои самите учесници ќе се гордеат. Инаку во рамки на денешното одбележување по повод утрешниот празник на општината се одржаа и традиционалните 8 ноемвриски трки на кои учествуваа околу 150 на ученици од основните и средните училишта од градот, кои трчаа на 500 и 800 метри. Независно од возраста, на сите ви честитам, на максималната борбеност и вложените напори да остварите што е можно подобар пласман, што пак резултираше со крајно неизвестни трки во кои победникот се решаваше во последните метри. Во духот на максимата во здраво тело, здрав дух, би сакал да апелирам до учесниците и до сите млади луѓе, што е можно поголем дел од слободното време да го поминувате во спроведување на спортско-рекреативни активности и самите вие да ги чувствувате придобивките на здравиот живот. Утрешниот ден ќе започне со прием на делегации кај градоначалникот Делков, ќе продолжи со положување на свежо цвеќе и оддавање почит пред спомениците на борците од народно-ослободителната борба. Потоа ќе следува посета на музеј на олтајмери и изложба на фотографии во Центарот за култура Ацо Ѓорчев. Од 12:30 е закажана свечената седница на Советот на општината и одбележувањето ќе заврши со традиционалниот турнир во табла. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, за 0,3% се зголемени трошоците за живот и цените на мало во споредба со септември. Најновите статистички податоци покажуваат дека пораст на индексот на трошоците на живот е забележан кај прехранбените продукти. За 0,3% се зголемени трошоците на живот и цените на мало во октомври во споредба со септември, објави денеска Државниот завод за статистика. Најновите податоци покажуваат дека пораст на индексите на трошоците на живот е забележан кај оризот, компирот, млекото и јогуртот, сувото овошје и јаткастите производи, шекерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи, месото, течните горива за домакинства, обувките, автомобилите, болничките услуги и гасот за домакинствата. Намалување е забележано кај свежото и разладеното овошје, замрзнатото овошје, јајцата, брашното, сушениот зеленчук и житата. Намалување има и кај информатичката опрема, туристичките пакет ангажмани, услугите за рекреација и спорт, книгите, материјалите за одржување и поправки на станот, предметите за лична хигиена и здравје,
средствата за чистење и одржување за домаќинствата и алатите и опремата за куќа и градина. Во споредба со октомври, лани трошоците на живот се пораснати за 1,9%, а цените на мало за 4,3%. Ќе укине ли власта акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина? Ова прашање се отвара откако деновиве во јавноста беше пласирана информацијата дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно мислење од јавното претпријатие Македонски шуми планира да ја укине акцијата Ден на дрво. Анкетираните велешани пак сметаат дека акцијата е благородна и треба да продолжи. По една деценија обстојување заминували во историјата акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Ова прашање се отвора откако деновиве во јавноста беше пласирана информацијата дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно мислење од јавното претпријатие Македонски шуми планира да ја укине акцијата Ден на дрвото. Првичните анализи според власта покажале дека акцијата била неуспешна, но крајната одлука сепак ќе се барала на една од следните седници на владата. Анкетираните велешани со сосема спротивен став. Тие сметаат дека акцијата има благородна мисија и истата треба да продолжи. Треба, тоа е едно пошумување, едно за чист воздух за луѓето, така треба. Дали досега сте учествувале на некој од манифестациите? Па некогаш да, некогаш не. Супер акција ако све за тие работи. Треба да има убаво беше се изгори и треба да се обнови пак и да се почитува треба пак тоа. А зашто го укинеа и ние гледаме на интернетот и се чудиме зашто тоа го направија. Не би требало. Тоа беше убаво. Инаку првата акција на Денот на дрвото засадија својата иднина беше пред 10 години. Истата ја поттикнаа група граѓани, меѓу кои беше и оперскиот пејач Борис Трајанов. Поддршката од претходната влада беше огромна. Се организираше секоја пролет и есен. Деновите беа неработни и сите граѓани, од најмало до најстаро, засадуваа по неколку садници. Субвенциите за проширена продукција на шумите за 2016 година во висина на 21.000 евра им се исплатени на собствениците на приватните шуми за пошумување на собственото земјиште со вкупна површина од 21 хектар. Субвенциите за проширена продукција на шумите за 2016 година во висина од 21.000 евра им се исплатени на собствениците на приватните шуми за пошумување на собственото земјиште со вкупна површина од 21 хектар. Минатата година со програмата беа обезбедени 25.000 евра за пошумување на 25 хектари земјиште во приватна собственост, а конкурираа 17 лица. И оваа година, според програмата, со државни пари, ќе се обновуваат приватните шуми на вкупна површина од 20 хектари. За 1 хектар се обезбедени средства од 1000 евра. За оваа мерка се планира средствата да се зголемат за 4 пати поради поголемиот интерес на физичките лица за пошумување на земјиште во нивна собственост. Ке се финансираат и други мерки во договор со собствениците на приватните шуми. Владата најави зголемување на акцизата за дизелот, мазутот и за екстра лесното масло за домаќинство. Според најавите на министерот за финансии Драган Тевдовски, дизелот поскапува за 3,5 денари во 2018 година. Но како тоа покачување ќе се одрази на индустриското производство, земјоделието, транспортот и сообраќајот? Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година во индустријата за индустриско производство се потрошени вкупно 31.305.396 литри дизел, 18.223.881 литар нафта за ложење, додека пак 47.501.000 литар мазут за потребите на граѓаните. Продолжуваме со вести од Македонија. Договорот со Македонија денеска пред бугарските пратеници. Владата на Бугарија денеска треба да гласа за предлогот за ратификација на договорот за добрососедство со Македонија во Бугарското народно собрание. Инаку, договорот беше потпишан на 1 август во Скопје од премиерите на Македонија и на Бугарија
Зоран Заев и Бојко Борисов, а формално ќе стапи во сила кога ќе биде ратификуван од парламентите на двете земји. Според бугарската вице-премиерка и министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, се очекува договорот за добрососедство да биде ратификуван во собранието на Бугарија до крајот на неделава. Имено, со договорот се предвидува унапредување на севкупната соработка, а меѓу другото и формирање комисија за историско-образовни прашања на паритетна основа која треба да придонесе за објективно и засновано на докази научно толкување на историските настани поврзани со двете земји. Родот кај житните култури оваа година потврли и тоа не само во Македонија, туку и во регионот. Годинава реколтата кај нас и во регионот имаше ниски приноси скоро кај сите земјоделски култури. Помалиот род на полињата со жито сепак донесе и повисоки откупни цени, со кои барем ќе се покриет производствените трошоци. На движењето на цената на пченицата големо влијание имаат берзите во соседството, односно во Србија, Унгарија и во Хрватска. На новосадската берза цената на пченицата на крајот од минатиот месец се движеше до 9,45 динари за килограм. Во Хрватска откупната цена на пченицата е до 8,8 динари во зависност од класата. Цената во Унгарија пак е 9,3 динари. Просечната откупна цена на меркантилна пченица во Македонија изнесува 9,5 динари за килограм. Земјотрес со јачина од 4,6 степени по Рихтер регистриране рано утринава југоисточно од грчкиот остров Родос во Егејското море. Потресот е регистриран во 4 часот и 40 минути, бил на длабочина од 32 километри, на оддалеченост од 39 километри југоисточно од Родос, соопштува Атинскиот институт за геодинамика. Вести од светот. 2 лица се загинати, а околу 20 се ранети во вооружен напад кој се случи денеска во приватна телевизија во главниот град на Авганистан, Кабул. Луѓе облечени во полициски униформи влегле во телевизијата и фрлале бомби, при што бил убиен еден од чуварите, а другиот бил ранет, изјави директорот на телевизијата Шамшат Абед Ехсес. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи пак изјави дека загинале двајцата чувари и дека биле убиени двајца напаѓачи. Афганистанските специјалци пробија дупка во бетонскиот зид на зградата, упаднаа внатре и го окончаа нападот. Неколкумина вработени скокнале од прозорците за да избегаат. Веднаш по почетокот на нападот рано утринава, талибанците негираат дека се вмешани во овој напад. Исламската држава подоцна ја превзеде одговорноста за нападот. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, кој осуди нападот за време на неговиот говор во Брисел, осуди стигнаа и од новинарски издруженија. Председателот на САД Доналд Трамп од Американскиот конгрес побара одобрување за дополнителни 6 милиарди долари за финансирање за итно унапредување на ракетната одбрана за да можат САД да и се спротистават на нуклеарната закана од Северна Кореја. Парите се бараат и за зголемување на бројот на американски војници во Авганистан и за поправање на бродовите на војната морнарица. Ова барање вчера беше предадено до Конгресот. Председателот Трамп, кој се наоѓа на турнеја во Азија, побара дополнителни средства за да се изврши притисок врз Северна Кореја, која ја нарече закана за цивилизираниот свет. Две деца на 8 годишна возраст се загинати, а 5 други се посериозно повредени денеска кога автомобил влета во училница во основно училиште во австралискиот град Сиднеј. Според соопштението од австралиската полиција, автомобилот движејќи се со голема брзина удрил во објектот на училиштето изграден од дрво, при што го пробил зидот и упаднал во училница во кој се наоѓале 24 деца и нивниот наставник. По инцидентот во болница се пренесени 5 деца, каде им се утврдени посериозни повреди, но тие се во стабилна состојба. Други 16 деца и наставникот минале со лесни повреди и ним медицинска помош им е укажана на самото место. Представник на полицијата изјави дека не станува збор за планиран
настан и дека случајот се води како сообраќајна несреќа. Со автомобилот управувала 52 годишна жена која не е повредена, но е пренесена во болница за проверка на крв и урина. И за крај метеоинформациите. Денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена облачност. И поутринската магла по одделни котлини. Денешниот ден го завршуваме со зголемена облачност, особено во западните и југозападните делови, каде има и услови за краткотраен локален дожд. Минималната температура се движи се спушти до нулата, а дневната максимална достигна до 17 степен. Овде го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.